Образованието е темелот на секој напреден град, основата врз која се гради просперитетот, иновацијата и иднината. Ако сакаме Скопје да биде вистински европски град, мора да вложуваме во генерациите што доаѓаат по нас. Визијата за образованието што ја нудам преку мојата програма е визија за отворено, современо и хумано Скопје, град што им дава шанса на сите млади луѓе без поделби по било каков однос. Во периодот што е пред нас ќе ја промениме сликата на образованието во Скопје, соопшти на денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на град Скопје од редовите на ВМРО-ДПМН Орце Ѓоргиевски. Тој најави дека во соработка со владата ќе изградат 2 нови современи средни училишта, односно нова училишна зграда за браќа Миладиновци во Драчево и нов објект на Кочо Рацин во Ѓорче Петров. Тоа, како што рече, ќе бидат модерни, дигитализирани и енергетски ефикасни објекти. Информира дека ќе продолжи дигитализацијата на училиштата, ќе има брз интернет во секоја училница, смарт табли, проектори и дигитални содржини, создадени од наставници и студенти. Ќе воведеме АИ личен тутор, дигитален асистент, достапен за секој ученик, кој ќе објаснува лекции, ќе помага во учењето и ќе ги заменува скапите приватни часови. Во неколку училишта ќе формираме и лаборатории со 3D модели и интерактивни симулации, за да овозможиме настава што е привлечна, динамична и блиска до новите генерации, појаснува кандидатот за градоначалник Орце Ѓоргиевски. Ќе го изградиме Скопје како град на науката, со современ центар за природни науки, техника и дигитални технологии во соработка со универзитети и фондации. Тоа ќе биде местото каде младите од целиот град ќе можат да експериментираат и истражуваат. Со оваа програма Скопје ќе стане град каде секој дете има шанса, секој наставник има поддршка, а во секоја училница се креира подобра иднина за сите нас, потенцира Ѓоргиевски. Кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Каја Шукова денеска изјави дека општина Бутел одамна чека на вистинска промена, нови улици, чисти паркови, поврзани населби и општина што ги слуша граѓаните. Посочи дека со клучката меѓу булеварите Словенија и Никола Карев и новите булевари, Бутел конечно ќе стане рамноправен дел на Скопје со модерна инфраструктура, осветлени улици и безбедни патишта. Жителите на Бутел потенцираат имаат акутен проблем со недостиг на вода за пиење и никој не превзема ништо околу тоа. Според неа проблемот не се решава со козметички зафати во ек на изборна кампања. Одговарајќи на новинарско прашање за незината најава за 15 паркови за 15 месеци и за тоа дали изводливо и што ќе значат тие за Скопје. А рече дека изводливо бидејќи точно знаат на кои локации ќе работат. Дел од парковите ќе бидат нови, дел ќе бидат оние кои се во девастирана состојба и мора да се подобрат. Тоа што е интересно е покрај 15 паркови за 15 месеци најавуваме и 10.000 нови садници. Меѓутоа за промена ќе направиме и овошни садници за да го разубавиме Скопје, додаде Шукова. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски во објава на социјалните медиуми сподели дека целосно е реконструирана улицата Иден во Љуботен. Во Љуботен дадениот збор кон сите граѓани го реализиравме. Целосно ја реконструиравме улицата Иден, реализираме децениски барања, нема повеќе заборавени граѓани на општина Бутел, истакна Костовски. Улица Иден е главната улица која поминува покрај основното училиште и како што посочи Костовски, од 1998 година до ден денес воопшто не била реконструирана. Во изминатиот период се асфалтираа неколку улици кои се опфатени во оваа фаза. Продолжуваме со реконструкција и во наредните денови. Наскоро започнуваме со реконструкција на дел од улица 3, појасни актуелниот прв човек на Бутел. Костовски воедно додаде дека патната мрежа се подобрува во сите населени места, а приоритет добивале оние места каде што досега никогаш немало асфалт. Кандидатот за градоначалник на општина Центар од редовите на СДСМ и актуелен градоначалник Горан Герасимовски информира дека од следната година еднократната парична помош за пензионерите се зголемува од 2500 на 5000 динари. Двојно ја зголемуваме еднократната парична помош од 2500 на 5000 динари за пензионерите чии пензии се до висина на просечната пензија. Покрај тоа го реализираме и нивното барање, ќе изградиме дом за стари лица во Центар, вели Герасимовски. Тој потенцира дека домот за стари лица е предвидено да се изгради на Бодно и да има капацитет за 50 лица по европски стандарди со 24 часовна медицинска помош. Кандидатот за градоначалник на општина Чаир Изет Меджити изјави дека со расчистувањето на депонијата Трисла се става крај на една од најголемите еколошки рани на главниот град. Тој најави дека по чистењето ќе бидат поставени огради со цел да се спречи незаконски влез и фрлање отпад. Нема повеќе нелегален отпад, нема повеќе влез без дозвола, нема компромис со загадувањето. Нашиот пристап е јасен, да исчистиме, да заштитиме и да изградиме, изјави Меджити.
Според него, одрисла од запуштена депонија се претвора во контролиран проект со европски стандарди, што представува победа за граѓаните и пример за одговорно управување. Ова е победа на граѓаните и доказ дека постои власт што действува, а не се оправдува, порача Меджити. Večno che ja sakam u